Фантастично друштво. Веќе најавив културно-информативен центар денес Скопје ве кани на премиера на оваа изложба, проектот Вечни тела, која што ја деконструира доминантната представа за староста како крај на активниот живот и значењата што културата им ги припишува на возрастните и ја аргументира, потсетам, потребата од ослободување на возрастното тело од патологиите на маргинализација. Жашко Стојчевски, фотограф, Искра Шукарова, кореограф, па јас би рекол доста во вашиот курикулум треба да се спомене, да не забораваме дека бевте можеби бастионот на како соло балерина токму кај нас во Скопје и вистина е ова одлична комбинација што можеме да ја најдеме ова заедничка приказна ваша. Добро ми дојдовте. Со Жарко е во некое минато време сме имале прилика да се дружиме. Ќе се создадеме некоја реминиценција после емисијава. Ќе ја вратиме архивата. Искра за прв пат ви велам добре дојде. Баш ми е драго. Ви благодарам. Да. Со вас можеме и поединечно да направиме една убава приказна и да се влезе во дамарите на животот на Искра на Жарко и да се влезе во комплексноста на животните предизвици. Ќе го ставиме тоа за некоја следна прилика. Ќе ве прашам секако и тоа што вам ви е некако и платформа на делување, меѓутоа би сакал да ги поканиме денес сите кои што гледаат Елма телевизија на овој проект кој што па практично нема мој колега, пријател, новинар кој што не работи, не ја представи оваа изложба како што е доликува за почетокот на 2025 година, бидејќи последниот период секаде се гледаше насловот на проектот Вечни тела. Тоа говори веројатно за содржината и тежината која што ја давате и во самиот проект, па би сакал само да ги дадеме сите генерали и податоци кои што го означуваат и денешниот датум, а имам таа премиера со вас да го најавам. Ви благодарам за убавата најава. Многу ми е драго што има така интерес и што е покриено медиумски, затоа што навистина ние со многу внимание припремавме оваа изложба за прв пат и јас и Жарко, тоа ни е премиера изложба. Се познавте предходно? Да, ние приватно се познаваме многу години, да. Нашите разговори секогаш биле во насока на создавање, креирање и така дојдовме до еден момент на создавање на нешто не секојдневно, нешто што не се прави тука, да создадеме изложба во која ќе вклучиме балетски изведувачи и ќе ги представиме во нивното најдобро светло. Да се надоврзам, да кажам дека моделите, балетските уметници и мои колеги, драги колеги, кои што навистина со голем ентузијазам ја прифатија поканата да соработуваат со нас, се Емилија Джипунова, Зоица Пуровска-Вилевска, Снежка Шијак, Зоран Талев и Ирина Лозинска. Секако изборот се сведе на 5. Меѓутоа има и многу колеги. Пораката е всушност важна да се пренесе преку нивната работа. Едноставно сметавме дека темата за возрастното тело воопшто и долги години е сфера на мој интерес, пред се и за мене како изведувач и телото денес, што значи телото денес и како служи како медиум за изведба и кои се тие работи што телото може и не може да ги прави. Одлично кажано. И како можеме да бидеме срекни со тоа што може телото да го прави. Значи и да не се спречуваме и хибираме за некоја нова наша поглавје епоха која што следува меѓу другото, така? Видете, кариерата на балетскиот уметник, сега зборувам за балетот, бидејќи јас сум хибрид, јас сум некој кој што во балетот беше истакнат солист, меѓутоа и зачетник на современиот танц кај нас, така што јас приоѓам. И го имавте номадскиот живот многу години, дефинитивно. Да. Правевте обиколка низ светот. Да, имав таква среќа. Од Њујорк па се каде не, така е. Да, и многу сум благодарна за тоа. Сметам дека пораката е дека сепак за тие возрастни колеги и за кратката кариера на балетскиот уметник и за тоа дека ние многу рано всушност почнуваме со нашата пракса и рано завршуваме. Многу малце се знае за тежината на нашата работа. Зборувам во споредба со други уметности, никако не подценувајќи ги. Меѓутоа, ова е еден начин да преку представата на возрастните тела и моделите кои што се во возраст, па повеќето од нив од 70 до 90, е за нас прекрасен начин да искомуницираме оваа порака и да оставиме простор за размислување во повеќе насоки
И тука би кажала и за помладата генерација, за респектот, за тоа што сепак сметам дека не треба да заборавиме на традицијата и од каде доаѓаме. Често пати знам да кажам дека тие различни генерации, млада и да речеме ветерани, нели кои што се во светот еве во случајот како кореографи, балетани и така натаму, и ја создаваат таа убава комплексност помеѓу футуризмот и традицијата и се создава така некој комплексност, така еден поларитет и така натаму. Меѓутоа, што документира и ќе представи Вечни тела? Да се вратам на идејата дека во нашите разговори и подготовките на самиот процес кој што трае повеќе од 2 години, ние дојдовме до идеја да го споиме балетот или балетските изведувачи да го прикажеме преку еден од најстарите медиуми, визуелно, фотографски. И за најти. Апсолутно. И да ги замрзнеме моментите такви какви што се во оригинална форма, без премногу постпродукција на самите фотографии, да видиме нивната реална состојба сега на тие балетски изведувачи, дека впрочем го прават и го направија најдоброто. Искра ги поставуваше кореографски, заедно создадовме драматургија во секој едно дело. Збориме за движењата на телото пред објективот. Во студио, да. Конкретни предефинирани форми зададени од наша страна, пренесувајќи емоција. Се фотографираше во неколку фази со секој изведувач претходно. Имавме и доволно време да ги запознаеме, да не запознаат што било во минатото, што ќе направиме, што ќе предизвикаме сега Како ги мапиравте кои ќе бидат протагонистиве во приказната? Да. Да бидат, претпоставам, сите тие да носат различен можеби диверзитет, да сепак нели да спојат приказната како еден музеј. Па тие се фотографски публиката вечерва на отварањето на изложбата, тај веќе поставена. Прости на дигресија, мене ми е многу жал што не можеме примерно да ги прикажеме на филма. Ова е само премиера за вечерва. Апсолутно. Тука треба да биде премиера. Ние веќе ја поставивме, ние веќе направивме тест светло, тест аудио инсталација, тоа да не го заборавиме. Вечерва гостите ќе можат да слушнат и аудио поставка, каде што се гласовите на сите изведувачи. Значи, вака, паралелно со она случување вечерва, размислувавме за форматот, така да и нека остана изненадување до крај. Би сакала да кажам, да се навратам исто на текстот на Јованка Попова, со кој што започна и разговорот денес, кој што на многу точен начин го отслика нашето истражување и практично таа окото од надвор го врами во еден теоретски текст кој што сметам многу моќен и кој што ја одразува целата смисла на нашето истражување и поставката вечерва. Вели, од сите животни фази, староста најчесто е предмет на негативни општествени перцепции. Тоа баш го има ставено нели и во креативата за како најава. И вистина дискурсите за старењето се времени во тесни бинари начини размислување. И не знам како тоа е така. Тоа е апсолутно така. Апсолутно така. И поаѓајќи во поглед на моите фази, етапи, животни процеси во однос на документирање на фотографија, тоа беше и на почеток и моја инспирација. Јас секогаш фотографирам меѓу другото маргинализирани групи, ликови кои што општеството смета дека не се дотолку привлечни да се прикажат. И од тука се роди зарадишот на идејата, од тука почна се да ги ние прикажеме. Ние тоа ќе го направиме да биде прилично за објективот. Така. Да го покажеме. Затоа што јас сепак велам дека огледална рефлексија се. Ако јас велам дека сега ќе биде ова добро интервју со вас, тоа ќе биде добро и ќе искрираме тоа исто веројатно и во Вечни тела. Како сте 2 години сте ги имале како проект. Многу ми причинува куриозитет дека изложбата вклучува фотографии на денес пензионирани балетски уметници, Емилија Джипунова, Снежана Шијак, веќе споменавте, Зоица Пуровска-Велески, Ирена Лозинска, тоа се
ветераните се, мислам, темели на нашата културна ризница. Имиња достојни за секаква фалба. Мене ми причинуваше особена чест и задоволство во целиот креативен процес на создавање, да бидам покрај нив. Како емотивно се поврза со проектот и објективот на Жарко? На вистина, после секое снимање и во процесот на работа, и во процесот на селекција на фотографии, во процесот на снимање на нивните гласови, тие на највозвишен начин ја искажа својата благодарност за работата со мене и Искра, дека им причинувало особена чест, задоволство, импресии без број. И навистина сум пресреќен за нашиот можноста да работиме со нив и за ова што го Искра, направивме. интермедијално, претпоставам дека не се спречија да ги покажат своите некојаш атрибути, да се влезат во некоја своја улога од минатото. Токму така и го заборавивме само да го споменеме и Зоран Талев. Тој е машкиот модел, значи да не забораваме. Поздрав до Соки. Репрезент на машкото тело. Убаво кажавте. Токму тоа беше и целта. Се евоцираа различни улоги, кои што сите ние, јас сега улога на класичниот балетски уметник, кој што, како кажав, е дел од мене и ќе остане дел од мене, иако секако целиот овој концепт јас го согледувам на еден современ начин. Еклектичен е процесот, реквизитите, костимите се исто така дел и одсликани се нивните карактери, значи индивидуата, автентичноста. Тоа ни беше целта да го прикажеме без некои скриени задкулисни интерпретации, туку нивното тело, кои се тие приватниот момент. Без флоскули, чисти пред објективот. Така е, да. Така, точно убаво го формулиравте. Сакав да прашам, бидејќи сепак овие протагонисти кои што беа пред објективот и препоставам дека се баш така постулати на таа културна ризница и темелите на нашата сцена, како денеска вие ги гледате Скопје Македонија низ објективот, низ призма на балетот, кореографијата, па и самиот фотоапарат? Недоволно застапени. Црно-бел сив или колоритен? Црно-бел. Може многу повеќе да се направи во полето на уметноста и во, од мој аспект зборувам, фотографски да ги прикажеме. Да не кажам дека се изгубени некаде, не се доволно присутни. Може многу повеќе да направиме со сите уметници во било која сфера, бидејќи можеме многу да научиме од нив. Како не? Тие се луѓе кои што создавале, твореле, развивале нови методи на создавање. Ние тоа како и биле конзистентни во намерите. Апсолутно. Значи, постојано го работеле, имале огромна желба. Таа желба не толку ја забележувам сега и во поглед на мои колеги, и во поглед на изведувачи. Го нема тој момент, а тие на вистина можат многу да ни помогнат. Не се мислам, да. Важно е да се респектираме меѓусебно. Сега зборувам како некој кој што е веќе во таа фаза на преиспитување, сепак годините се нешто што треба да го носиме гордо. И еве, впрочем, за тоа и станува збор со изложбата. Сакаме да го осврнеме вниманието на јавноста кон оваа тема, која што е поширока тема. Примери се балетските уметници, меѓутоа, она што сметам дека недостасува денес е токму таа почит. Од помладиот кон повозрастниот. Зборувам и од аспект на професор. Многу често се почнува сега, од мене почнува се заборава на другиот. Не може ништо да оди напред додека не си ги дадеме, нели, сепак оние признанија не мора сите да се сакаме, меѓутоа респектот мислам дека е многу важен. Само љубието до одредена мера вистински, нели? Е важно можеби за продолжување. Меѓутоа, знаете што ми е многу интересно за целата изложба, што во светот кога телевизиските медиуми, традиционалните, па и оние помодерни денеска, како подкасти, така натаму ја глорифицираат
и стават на пиедестал елитистичката група на луѓе, реконструктивната хирургија, како да не се сакаме себе си, па со сите тие поглавја во животот, тие епохи кои што доаѓаат, тоа е практично. овој пат вие правите дистракција од истото. Па тоа практично давате аплауз на нешто што тоа практично и генералната идеја во поглед на визуелното представување од моја страна на фотографија дека има приказна и за секоја брчка, има поминат животен тек, каква има историја убавина. носи секоја Ние сме многу убави, само треба да се научиме да се погледнеме во огледало и да бидеме благодарни дека денеска сме живи, здрави, ништо повеќе. дека можеме многу да направиме со себе. И тоа е работен процес и тоа навистина можат сите да го направат. Живееме во време каде што многу фотографии ги гледаме преку филтри, а тоа не е реалната слика за многу од нас. Затоа сакавме да поттикнеме еден момент на размислување дека староста сите нас не чека и ние ќе бидеме на годините каде што апсолутно. Да не заборавам да се заблагодарам на културно-информативниот центар за огромната поддршка во процесот на поставување на самата изложба во просториите на културно-информативниот центар. До почетокот на март чинам дека ќе биде изложбата поставена. Огромна благодарност до Photo Factory студио. Материјалите се снимени во студиото, на располагање ни беше целокупната сценографија и се она што го поседува студиото. Огромна благодарност до сите изведувачи што прифатија и има доверба во мене искра за да го направиме. Да го екранизирате вистински. Вистина би сакал да ги имам премиерно сега да ги прикажам фотографиите, ама нема да биде така премиерата доколку не поидеме вечерва во КИЦ на започнувањето на проектот Вечни тела, токму од фотографот Жарко Стојчевски и кореографот Искра Шукарова. Токму на овој проект 18 февруари 20 часот секаде стои како податок дека одиме во културно-информативен центар и уживаме во изложбата, ако не пристигнеме сега до почетокот на месец март. Ветете ми во следна прилика, сигурно има уште на мал милион други проекти на кои што работите. Би сакал да дадеме има и следни фази проектот. Овој проект од публификација до видеоматеријали, така да ќе бидете информирани. Огромна благодарност до вас како медиум и до останатите медиуми за големиот интерес за задоволството и мое. Вечни тела. Ги покануваме сите да дојдат вечер во културно-информативниот центар по 20 часот и заеднички да прославиме и да бидеме дел од изложбата. Да прославиме уметноста и животот сам по себе. Ми беше задоволство. Исто така, ви благодарам.